дали е Лазар Колишевски премиер или е овој, како се викаше, Никола Груевски. 38,6% имаме повеќе кози, може да видите. Слушнавте ли за 4 години една браничка да пушта? Нели 500 мали хидроцентрали, нели ова, ништо, нема. И човекот што почна салички кај мене у Карпош, да чекаме 2 месеца да дојде сала да отвори од 500 квадрата. Нели е срамота? Па премиер отвара мостови од 2 километра, отвара тунели од 15 километра, отвара фабрики големи, отвара аутопатишта, отвара мелиоративни системи, хидроенергетски потенцијали, развива и така натаму, а не салички. Значи тој ни ветуваше дека ќе донесе инвестиции во Македонија. Кога виде дека нема инвестиции, почна сам Кутриот да фрла лопата. Ката ден фрла лопата, поголем лопаташ нема во Македонија. Бољи лопаташ во Македонија нема од Никола Груевски. Но ајде да ве прашам вака, ако ме тргнеме лопата, ти кажем, еве ти рука, за ова си неприкосновен, нема ни еден градежен работник на Маврово кој е бољи од тебе. За тоа ли ги биравме? За тоа ли им дававме мандат? Нека извинат, ама нивниот еден месец пројде. Знаете како е? Власта е една тегла полна со мед. Одазгоре имате мета, доле нешто неубаво. Сркаш малку медот, па после мешкано и на крај доаѓа на лошо. Груевски му дојде време лошото да го срка. Лажи и политика не може да даде резултат. Лажи секој ден не се долажува. Еве дојде ѓаволот ја однесе шегата. Поголемиот син ми се вика Гоце, малиот ми се вика Даме. Сакам да се вика Ѓорче, ама мамарот не ми се прифати и се вика Даме. Значи, не постои македонец на кој што тие две имиња не им се мили. Не постои таков на земјината кугла и не два споменика 2002 да има тие ќе ни се мили споменици. Но се поставува прашањето, зошто бре толку скупи тие споменици? Дали е ова време или не време тие да се поставуваат? Ќе ви кажам, мојот драг колега Аце Коцевски во Велес има коњаник, војвода качен на конј на 2 нозе, кој го плати 40.000 евра со лијење во Илијанци, со транспорт, со монтажа, со постаменти. Нашиот Гоце во центар на Скопје чини 400.000 евра. Прашувам, дали коњаникот на Аце Коцевски јава на Магра во Велес, а овој Гоце јава на штајарски конј, што е 10 пати поскуп? Ете тоа е 10 пати повеќе крада. Тука е главниот проблем. Целата нивна политика, вие кажа Лјупчо Гергиевски многу отворено. Што беше нивната цел? Да ја растурат Македонија, да ја приклучат таму каде што намериле, да дрпнат тоа што може да се дрпне и да ви каже, па жена ми имаше бизнис. Како бре жена ти имаше бизнис? Тие се цел живот превара. Тие цел живот овој македонски народ го лажат. Тие цел живот создаваат заблуда. Нивната главна политика е само лага и пропаганда, пропаганда и сеење страв меѓу граѓаните. Ја да му кажам, пошто многу не викаат комуњари. Тие комуњари по 37 година, кога била обзнаната и шестојановската диктатура потоа, значи отишле во илегала. И 41 година се кренале и против четници, и против усташи, и против домобрани, и против фолкдојчери, и против балисти, и против италијани, германци, бугари, против кого се не, и ги победиле. По цели денови циркуси ни правеа како претходната власт била лоповска, ајде видиме сега. И го слушам, нек ни прашува дали Социјалдемократскиот сојуз мисли да победи со ајде ни со Велија Рамковска. Ја да го прашам, па он мисли ли да победи со Црн бумбар, бел бумбар? Сега да ве прашам, господинот Црвенковски беше 5 години председател на Република Македонија. Ајде, сетете се на еден негов гаф. Ни еден. Денес имаме председател кој отвори уста, а промаша. Само ако спие не промашува. Па го гледате некои решилки ги собира лидерите и така натаму, му истори дож. Па многу е просто и на телефони се го отвори, таму ти пише временска прогноза дека ќе врне дож. Што ги носиш таму луѓето да ги бие дождот, да ти се љутат новинарите, ни за тоа не го биваа камо да биде врховен комендант на војска. Ете таков имаме денеска ние председател. Тие треба да се срамат.
го натурија, го измислија и 2 месеца после тоа му го мереа рейтингот, има само 1% рейтинг. Ете тако председател денес има Република Македонија. И овој другиот што седи тамо, Лопаташов, во најбиденска безброј, што цел ден мисли само кај лопата да фати, само жуѓеви решава, односно вазелин става и така натаму, така натаму. Што сакам да ви кажам? Државата не е играчка.